тврдини и кули во византискиот период. За Македонија и воопшто кулите посебно интересен византискиот период од кога потекнуваат најголемиот број обновувања на дотогашни тврдини и на нив градбите со бројни кули. Фортификацијската дејност во Македонија особено ја заживува Јустинијан I како и царевите од македонската династија. Кулите во ова време се градат самостојно и како дел од градските бедеми. Во градовите се градат шестоаголни и осмоаголни кули со повеќе отвори. Градската капија е ретко во самата кула, обично од страна на влезот заради одбрана. Кулите од ова време се со подебели ѕидови, од подобар материјал, се градат погрижливо. Тие имаат полукружен или полигонален облик, а правоаголната основа на кулите е поретка. Едноставно се сметало дека полигоналниот и полукружен облик се попогодни за одбрана, зашто облите агли биле поотпорни на ударите од камење и сфрлени од фрлачките опсадни справи. Изработувани се и кули со триаголен облик со реброто свртено во правец на непријателот, заради фланкирање на бедемите од тврдината. На лимесот од рамката, основа на градот, сега се градат нови византиски кули со ист облик како и во претходната епоха, но нешто повисоки и со помалку отвори во долниот и средниот дел. За ова пример се кулите од градските бедеми на Стоби, кои очигледно се доградени во рано византиско време.